Преку символичен фудбалски надпревар, судиите, јавните обвинители и адвокатите денеска ги промовираа реформите на судскиот систем, што ги спроведува владата на Република Македонија. Судиите на надпреварот, водителката Маријана Станојковска и актерите Владко Илиевски и Виса Ретеми, преку кршење на фудбалските правила, символично илустрираа колку проблеми може да предизвика нереформираното судство. Според министерот за правда Блерин Беџети, целта на настанот е на јавноста да и се објасни суштинската важност од реформите, притоа симулирајќи ги судските процеси во фудбалска игра, во која се гледа ефектот врз резултатот од некомпетентните играчи, суди или непочитувањето на правилата на играта или времето. Правото на фер судење е едно од основните човекови права кое може да го сретнеме во голем број меѓународни документи, почнувајќи од Универзалната декларација за човековите права, преку Европската конвенција за човековите права, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Женевските конвенции и протоколи, Конвенцијата за правата на детето, како и голем број на резолуции и заклучоци на повеќе меѓународни организации. Во рамки на реформите кои се спроведуваат во правосудниот систем, посебен акцент е ставен на јакнењето на независноста на судството и зголемувањето на неговата ефикасност. Денешниот надпревар, како што истакна државниот секретар во Министерството Диме Спасов, е показател за тоа каков судски систем не сакаме да имаме, односно што се случува кога правилата на игра не се јасни и не се еднакви за сите. Судството е условно кажано игра, што го засега секој од нас и најмалиот сегмент во општеството, секој деловен субјект и што е најважно секој граѓанин на Република Македонија. Затоа бенефитите од реформираното судство е промена на подобро што ќе почувствуваме сите. Промените во Законот за парнична постапка ќе овозможат веќе да не мора да се чека со години на закажување на рочиште, а потоа да се изнесуваат нови докази. Со реформите воведуваме подготвително рочиште како задолжителна фаза во постапката. Со тоа, праксата на пролонгирање на процесите и создавање маратонски судски спорови ќе оставиме за секогаш во минатото. Реформите ќе овозможат сите овие стандарди да бидат карактеристика на оние што го представуваат лицето на правосудниот систем во нашата судија.